Во Македонија е почувствуван земјотрес, граѓаните се исплашени, но охрабрува информацијата дека Македонија е сизмички помалку активна за разлика од соседните држави. За жал, пред еден ден во соседна Албанија е регистриран земјотрес со јачина од 6,4 степени според Рихтеровата скала. Забележани, односно регистрирани се голем број на повредени, но и жртви. Истиот тој земјотрес беше почувствуван и во нашата држава. Македонија памети неколку земјотреси, меѓу кои во 1904 година во Пехчево, 1963 година во Скопје, земјотресот во септември 2016 и нешто подоцна, односно април 2017 година, кога земјотресот беше со помал интензитет. Почитувани гледачи, хипоцентарот е всушност местото каде што настанува земјотресот, а епицентарот е местото на земјината површина каде што се чувствува најмногу земјотресот. Во нашата држава има околу 30 епицентрални подрачја, а кои се тие во продолжение ќе да знаеме од директорот на ИЗИС, господинот Владко Шешов. Господине, ви благодарам што ја прифативте поканата и сте дел од утринската програма на Алфа телевизија. Благодарам за соработката и благодарам што се обративте до ИЗИС. Како што спомена во самата најава, во Албанија Албанија погоди силен земјотрес, кој што се почувствува и во Македонија. Дали има простор за паника? Дали вие може да знаете, односно да предвидите кога би имало земјотрес, колкава би била неговата јачина и дали има веројатност да се случи земјотрес како што беше во 63-та година? Па добро, како што знаеме, сите сме сведоци дека и големиот број на граѓани на цела територија на Македонија беше почувствуван од вчерашната серија, би рекол, односно вчерашниот главен удар што се случи во утринските часови во Албанија. Сите граѓани во Македонија го почувствува и пошироко на Балканскиот полуостров. Можам да кажем дека овие појави што се случуваат сега во Албанија, исто така имаше и земјотрес во близината на Сараево, во Босна и Херцеговина, се дел од сеизмичката активност на Балканскиот полуостров, меѓу балканските земји и мора потенцирам дека за нас не е изненадување. Сите наши студии покажуваат дека вакви земјотреси се случувале, како што спомнавте и вие, гледаме се случуваат и ќе се случуваат и во иднина. Значи, место за паника не треба да има. Пред се за ова апелирам до Македонија, бидејќи од позицијата на ИЗИС можам да кажам дека градбите кои што се градат во Македонија поминуваат на дополнителна контрола и во системот на издавање на мислење во институтот и тие се градат согласно техничките закони и прописи. Како што спомнавте, тие технички закони и прописи дефинираат одредено ниво на максимално очекувани земјотреси. Значи, тука постојат веројатности кои што велиме дека таков и таков земјотрес постои веројатност дека нема да биде надминат во наредните 50 години. Ова е малце понаучно искажено, меѓутоа за граѓаните да разберат дека Македонија и околните земји се сеизмички активни региони, меѓутоа со ние викаме максимално очекувани магнитуди кои што не треба да бидат од такви катастрофални размери, само за споредба не како во Јапонија, Калифорнија или останати земји, значи многу пониски магнитуди и согласно на тие очекувани ние ги градиме, односно ги контролираме градбите кои што се града, да кажеме, на територија на Република Македонија. Така да, овие појави, ние и во иднина ќе имаме вакви земјотреси, меѓутоа е многу неблагодарно, а и тука не е местото ниту на науката да предвидува земјотреси. Значи, не можеме да кажеме дали ќе се случи или не, ние велиме дека постои одредена веројатност, дека на одредено подрачје ќе се случи земјотрес и ние сите треба да бидеме свесни и ние живееме во едно, како што спомнавте, 2016-17 имавме земјотреси во Скопје и во Охридскиот регион, така да земјотреси ќе се случуваат, меѓутоа ние треба да сме доволно едуцирани да знаеме како да постапуваме за време на земјотрес и нашите градби да ги градиме согласно техничките прописи и стандарди кои гарантираат ниво на стабилност и сигурност на градбите согласно очекуваните земјотресни влијанија. Македонија е релативно трусно подрачје, како што напомена во самата најава. Во Македонија има околу 30 епицентрални подрачја. Кои се тие? И пред малку кажавте дека граѓаните треба да бидат безбедни на местата каде што живеат, но дали старите градби се дел од тие кои што веќе ги напоменав? Дали граѓаните треба да бидат безбедни на своето место дома? Па добро,
добро спомнавте неколку термини што ние често ги користиме, хипоцентар и епицентар, и убаво објаснивте. Значи хипоцентарот е местото во земјината внатрешност каде што се ослободува најголемо количество на енергијата, ние викаме изворот на земјотресот, а епицентралното подрачје е проекција на хипоцентарот на површината. Сега, ако спомнуваме вака за епицентрални подрачја и слично, да, ја би рекол дека во Македонија се издвојуваат неколку микрорегиони кои што во изминатиот период, во минатото, биле сеизмички активни и имаме евидентирано податоци, дали преку инструментација или преку историски податоци, дека се случиле земјотреси. И да кажеме, сите знаеме дека еден од најсилните земјотреси што се случил е во регионот на Источна Македонија, Кресна, значи во близината на Берово, тоа е во почетокот на 20 век. Имаме евидентирано земјотреси, познато е Скопското епицентрално подрачје, Дебарското епицентрално подрачје, Охридското, Валандовско-Гевгелискиот регион. Значи, ова се некои региони кои што и од историјата, до сегашните податоци упатуваат на тоа дека имаме сеизмичка активност. Сега во вториот дел на прашањето, зашто конкретно ме прашавте, само да видам за... Дали граѓаните треба да биват на безбедност со оглед на тоа дека имаме доста стари градби? Да, одлично ви е прашањето, значи во тој контекст сите обично прашуваат за новите градби. Новите градби се градат согласно новите законски прописи. Старите градби, ги викаме да кажеме постари од 30-40 години, се граделе на тоа ниво на знаење што го имале тогаш инженерите и проектантите, сепак тогаш не било земено во предвид и земјотресното влијание. Значи, прописите дури од после 60-тите години, после случувањето на Скопскиот земјотрес, се подигнато на ниво каде што земјотресното влијание е земено во предвид. Така да, секако, старите градби го немаат тој капацитет, значи, да се отпорни на земјотреси, како што ги имаат и новите градби. Тоа е еден од акутните проблеми и на техничките прописи. Голем дел од техничките прописи се фокусираат на новите градби, малку посветуваат внимание на старите градби, постојните градби. Така да, тоа се уште и во градежната фела кај нас, а не само кај нас, и во Европа и во светот, постои една, би рекол, една празнина, каде што го забораваме големиот фонд на постојни, да не кажам, стари објекти, и навистина треба со внимание да се посветуваме на нив. Ако се прават некои дополнителни зафати, градежни кај постојни објекти, треба многу внимателно и би рекол со новите прописи. Значи, тие треба да се подобрат, односно ние викаме санираат или заакнат согласно новите прописи. Така да тоа се уште е една област во која што има простор за големи подобрувања. Имаше некои шпекулации дека во населбите во Скопје, Кисела вода, аеродром и Ново Лисиче има градби, односно зградите кои што се изградени, под нив е отворена земја. Колку се тие релевантни информации кои што се шпекулираат? Да, добро. Сега, тоа во Македонија вообичаено луѓе многу сакаат да говорат и да се дружат и по социјални мрежи. Тие шпекулации треба секој граѓанин многу сериозно да ги свати. Првин од кој извор доаѓаат. Шпекулации од непроверени извори, ја би апелирал да не ги слушаат. Сепак во Македонија постојат институции, значи како што е ИЗИС, тука е Сизмолошка обсерваторија, Градежен факултет и други институции во кои што навистина можеме на релевантни и официјални информации да се презентираат на граѓаните. Секакви други изјави непроверени би апелирал да не ги прифаќаат здраво за готово. За каков тип на отварање на земја не знам, меѓутоа да знаете, кога збориме за локации каде што се градат згради, и согласно техничките прописи, вие мора претходно да извршите испитување на земјиштето. Значи, тоа се така наречени геотехнички елаборати, кои што ја констатираат јакоста, деформабилноста на тлото. Дури за поважни објекти од државно значење, тука институтот прави и посебни сеизмички мерења на самата локација. Значи, голем дел од овие што ги гледаме ние големи објекти, значајни објекти, дали се за приватни компании или на државата, ИЗИС има праќано екипи да покрај стандардните тестови, геотехничките, врши и сеизмички теренски мерења, токму тоа, како што рековме, да се избегнат некои дисконтинуитети што постојат или како проектантите да ги направат темелите на објектот постабилен, за да може и во случај на вакви земјотреси да ги издржат сеизмичките влијанија. Така да не треба такви шпекулации се отворила земјата или ова, бидејќи имаме институции
кои што имаат капацитет сите тие појави, да ги кажам, на тлото, што не е нешто страшно или големо, да ги истражат и да ги стават во функција на безбеден објект. Да ги охрабриме граѓаните, Македонија е сизмички активна, но помалку активна за разлика од соседните држави, но доколку се случи земјотрес, што е она што треба да се направи во моментот, она што е добро познато, не треба да се паничи, но не треба да се користат ни скалите. Еве, баш за жал во Драч, Албанија, имаме случаи каде што голем број од жртвите трчале, односно се фрлиле од тераса. Што треба да направиме во тој момент, грубо кажано, за да си го спасиме животот? Добро, можда требаше на почеток на разговорот, еве ја и во моје лично име и во името на институтот ги изразувам своето сочувство до сите настрадани лица и повредени од Албанија. Ние веднаш упативме телеграма до соодветните колеги од Градежниот факултет во колку им треба помош во Тирана, во колку им треба помош логистичка во смисла на наши експерти, веднаш ќе пристапиме и ќе одиме на лице место. Инаку многу добро го кажавте, значи тоа е еден од можда најакутните работи на кои што треба да работиме постојано, како да се однесуваме за време на земјотрес. Тука мислам дека постои огромен празен простор што треба да го пополниме, зборувам системски. Ние се обидуваме со многу училишта основни, имаме многу добри контакти и со средни училишта, каде што ги покануваме нивните ученици да дојдат, да им презентираме презентации во кои што пластично им објаснуваме што треба да се прави. Значи, како наједноставен совет, она е лесно да се каже да не дигаме паника, меѓутоа секој жив човек па може да дигне паника, меѓутоа во тој момент првин треба да се заштитиме себе си. Значи, тоа се познати препораки, да влеземе под маса, каде што има површина цврста или некоја платформа, да се заштитиме први себе си од евентуални паѓање на предмети, книги врз нашето тело, да не дојде до повреда. Дури после прекинување на дејството, на силното дејство на земјата, дури тогаш може да излеземе од подмаса и да бараме излез надвор од зградата. Никако да не се излегува од зградата, да не се трча по скали, вие спомнавте. Скалите се најповредливиот дел од објектот и меѓу првите елементи паѓаат или не дај Боже во лифтови, тоа сите знае, не треба да се користи. Значи тука можам и карактеристични примери да ви кажам со ученици што имавме некои вежби, ми кажувам ајде има земјотрес, сите ќе излезат низ врата. Двајца да се заглават за врата, сите ќе се заглават и слично и со скалишниот простор и така. Значи има многу практични примери дека не треба да се излегува од зграда и особено ја често пати гледам слики, фотографии од Скопскиот земјотрес, комшии застанати пред влезот на вратата, пред влезот на објектот, си седат, си прават муабет, само да не се остан, а тие се најповредливи тука. Паѓаат керамиди, објекти, стакла, оджаци паѓаат од зградите, прво ќе бидат тие повредени. Значи да повторам, првин себе да се заштитиме, нашите глави, да влеземе под маса, да заштитиме најблиските, да кога ќе престане дејството на силното дејство на земјата, тогаш може да бараме излез надвор од објектот или од зградата. Ова знам не е лесно, меѓутоа мислам дека може да постигнеме со една постојана комуникација, со образование, наука и слично, каде што можеме да одржуваме презентации и предавања, ние тоа го правиме, да децата од најрана возраст се запознаат дека живееме во трусно подрачје. Кога вие на едно ученик ќе му објасните сето ова, еднаш, два пати, тој кога ќе стане возрастен човек или гимназијалец, веќе средношколец, тој веќе не развива паника кај него. Затоа викам, ние работиме, меѓутоа мислам дека уште по конкретно треба и да се влезе во некој систем на едукација континуирана и на тој начин мислам дека уште поспремни ќе бидеме како општество и поотпорни на дејството на овие земјотреси. Господине Шешов, ви благодарам за оваа прилика која што ни кажавте и ги разјаснивме некои работи кои што на нашите гледачи не им беа познати. Благодарам уште еднаш за поканата и ви благодарам. Тоа беше господинот Владко Шешов, директорот на ИЗИС. Почитувани, нема простор за паника, мораме да живееме со фактот дека се можни земјотреси во нашата држава. Она што е добро позната, дека Македонија е сизмички активна, но помалку активна за разлика од соседните држави.